Општината и болницата заедно бараат начин како да се реконструира подпорниот зид на Штипската клиничка болница, чиј дел се сруши и затрупа 2 возила. Во моментот се прават анализи колку ќе чини неговата реконструкција, ако се земе во предвид дека станува збор за камен зид со должина од околу 300 метри и висина од неколку метри. Што гледате, веќе тој зид е дотраен. Сега овој дел ќе го поправиме, но ќе гледаме и тие најургентни делови што се да може да се поправат. Има фирма што прави сондажа и испитување. Кој дел би бил и кој би било најприфатливо решение, значи колку можеме и финансиски ние сите, општината и болницата, колку би можеле и ние максимум да даеме од нас. Ние би сакале целиот зид да го поправиме, но целиот зид е 300 метра, значи го гледате и другиот дел на зидот е во лоша состојба, но ќе гледаме ургентните делови што може да ги санираме. Иако подпорниот зид е во сопственост на болницата, општината има надлежност да ја гарантира безбедноста на граѓаните, кои во моментот не се целосно заштитени, објаснува градоначалникот Иван Јорданов. Без разлика на одлуката на Министерството за здравство, општината ќе обезбеди средства за целосна обнова на зидот. Планирано е сообраќајницата да се прошири, со што ќе се овозможи непречно одвивање на сообраќајот, но и нови паркинг места. Повеќе од 300 метри е должината на оваа сообраќајница, која е зависна од овој подпорен зид, така да долж подпорниот зид повеќе од 300 метри ќе дојде до проширување на сообраќајницата и до изградба на нов подпорен зид кој верувам дека ќе овозможи побрз пристап и до клиничката болница, но и до околните домови, но и обезбедување на повеќе паркинг места. Подпорниот зид на Штипската болница е граден во 50-тите години и со текот на времето делови од него веќе попуштаат, што представува сериозна опасност за минувачите и куќите во негова близина. Таков беше случајот минатата недела, кога поради обилните врнежи од дожд се појави свлечиште на земја и јурна дел од зидот заедно со оградата. Во целата несреќа и среќа што нема повредени, туку причинета беше само материјална штета.